Владата донесе одлука да се зголемат финансиските средства за железница. На последната владина седница е решено на годишно ниво компанијата од државата да добива дополнителни 70 милиони денари се со цел да има оперативно работење. Информацијата преку соопштение ја објави Министерството за транспорт и врски. Во него стои дека парите МЖ Транспорт ќе ги добива на месечно ниво. Од ресорното министерство сметаа дека со оваа одлука вработените ќе се вратат на работните места и ќе има деблокада на целокупниот железнички сообраќај. Во насока на надминување на целокупната состојба, владата на Република Македонија во рамки на важечките закони ќе ги исплати овие дополнителни 70 милиони денари, се со цел да се разреши состојбата со блокадата од страна на вработените. Во заложба на разрешување на целата состојба упатуваме апел до менаџерскиот тим и синдикалните организации да изнедат решение во најбрз можен рок за да се овозможи нормално функционирање на претпријатието. Стои во извештајот. Дополнително, од транспорт и врски напоменуваа дека финансиската помош компанијата ќе ја добива само во случај кога вработените ќе ги извршуваат работните задачи, односно МЖ Транспорт треба да достави фактура до Министерството за извршена работа. Во случај на продолжување на протестот на дел од вработените ќе се доведе во прашање исплатата на плати на сите вработени во железница, а со тоа и на целокупното работење на претпријатието. Имено според законските прописи во Република Македонија, овие дополнителни средства ќе може да се исплатат ако вработените за извршената работа приложат соодветна документација за направените трошоци, за да може исплатените средства да се оправдаат во буџетот на Република Македонија. Се наведува во соопштението. Инаку, 5 дена железничкиот сообраќај е во целосен прекин поради штрајкот на вработените. Причина е неисплатената плата за месец јануари. Вработените не го прекинаа протестот пред 2 дена, кога им беше ветено дека до петок ќе добијат половина плата. Во текот на ланската година, македонски железници претрпе штета од неколку милиони евра поради блокадата на пругите од страна на мигрантите, но и на грчките земјоделци. Тоа е главната причина за оттежнатата финансиска состојба на компанијата.